2016 година за Македонска каменица е година на значајно инфраструктурно подобрување, но и година на финиширање на крупни проекти, истакна градоначалникот Дарко Митевски. 1.200.000 евра е буџетот со кој Македонска каменица ги реализираше бројните инфраструктурни зафати и минатата година. Во 2016 година целосно е завршен дневниот центар за деца со посебни потреби, со кој што очекуваме со формирањето на владата да биде ставен во функција. При крај е завршувањето на куќата на спортот, со што ќе биде ставено на располагање на сите спортски клубови еден маркантен и убав објект во општина Македонска каменица, кој што ќе има за задача да го развива спортот во општина Македонска каменица. Исто така тој ќе биде и дом на фудбалерите од нашиот фудбалски клуб Каменица Саса. Значаен објект кој што работевме во изминатиот период е исто така и домот на културата, кој што е завршен во вредност од 42 милиони денари, средства кои што ги обезбедивме од Светска банка. Исто така проекти на кои што работевме во делот на инфраструктурата се реконструкција на зградата на просториите во градскиот базен, кои што служат за пресовлекувални на градскиот базен како тоалети, изградбата на типските мостови кои што ги изградивме по течението на река Каменица во Павлиш-дол и во Моштица. 2016 година е значајна за овој регион заради изградбата на локални патишта во селските средини, истакна градоначалникот Митевски. Државниот буџет финансираше 65% од сите инфраструктурни зафати во општината минатата година. Се изгради патот до селата Саса и Моштица, а со средства од Агенцијата за поддршка на земјоделието се гради пат во село Саса, Цера и до Дулица. Со средства од општинскиот буџет изграден е патот до село Косевица. Годинава треба да финишира изградбата на атмосферската канализација во центарот на градот. Со наши средства ќе го изградиме и каскадниот прак во долна река, со продолжување на кејот на река Каменичка, еден проблем кој што го имавме цела општина, посебно граѓаните на долна река, планираме да го надминеме. Веќе правиме проектна документација за водоснабдителни системи во село Тодоровци, Луковица, Моштица и Павлиш-дол, кои што проектите се завршени. Наскоро ќе објавиме тендер за отпочнување на инфраструктурни активности. Проект кој што е значаен и кој е во фаза на завршување, ќе го објавиме наскоро, е изградба на нов пат проширен, кој што ќе го поврзува делот Каменица, односно од Крапевска мала па се до Стипцарска мала, каде што ќе добиеме 4 метри нов асфалтен коловоз. Општина Македонска каменица во последните неколку години финансиски го поттикнува и развојот на невладиниот сектор, така што од 2 невладини организации пред 8 години во оваа општина сега делуваат 10 невладини организации. Македонска каменица е прва општина после Скопје во државата која обезбеди бесплатен јавен превоз за пензионерите и лицата во социјален ризик. Проектот почнува со реализација од петок, 10 февруари.